Почитувани мој, добар ден. Повторно е време за црвена линија, онаму каде што можете слободно да го искажете својот став и мислење. Секако секојдневно ве ставаме пред различни предизвици и теми, а мора да признаеме секојдневно сме соочени со нови изненадувања. Денес ке зборуваме за следното. ЕВН се заканува дека доколку не се плати долгот од 7 милиони евра, ќе го исклучи клинички центар. Струјата не била платена 3 години. Кој менаџира со оваа установа? Тоа е она што прашуваме. Што направиле со парите кои што биле наменети токму да се покријат ваквите комунали? Дали треба да продолжи практиката неуки менаџери да управуваат со важните државни установи? И секако, кој ги контролира тие менаџери доколку несовесно ја вршат својата работа? Црвена линија водно ќе ве посети дека покрај тоа што треба задолжително да го завртите денес телефонскиот број 023070005. 5 линии се активни, да го намалите тонот на телевизорот за да зборуваме преку слушалка и одлично да се слушнеме. Ќе ве потсетиме дека нашите теми се објавуваат и на Facebook Црвена линија профилот, кој што ете Причина Плюс да го заследите. Заедно со профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што и таму ги објавуваме темите, и можеби најважно од се да не заследите на Инстаграм доколку не сте го сториле тоа. Доколку не заследите на Инстаграм, ја добивате можноста активно да учествувате во секојдневните анкети, а денешното прашање до сите вас инстаграмџи е следно: дали треба да престане на менаџерски позиции да се вработуваат партиски кадри? Одговарате со да и не, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите, како што прочем и тоа го правиме. Меѓу другото, од Црвена линија и првиот оној кој што и секој нареден ќе се вклучи во ова денешно издание, ќе го прашаме дали сметките за вода не се платени и тие се со износи од милионски суми евра. Одиме со првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Имаме молку од другата страна. Ја само ќе потсетам дека на 023070005, тоа ни е од неодамна и нов број. Целно го направивме овој број да имате и 5 линии кои што се активни. Што значи дека доколку имаме гледач кој што задолжително има своји 90 секунди, останете на линијата, веднаш ќе бидете вклучени да го дадете одговорот на денешното прашање. Ние ве слушаме. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Па еве, верувам дека тоа Баба Роска. Да, Баба Роска од село Орман. Како сте, Баба Роска? Па, јас сум супер, да речем. Ама не е супер состојбата со сметките за струја на клинички центар. Денес и железничи беа исклучени од струја од страна на ЕВН, па повторно вклучени. Видите, ја го слушав. Продолжете, кого го слушате? Е, така. Да, ја многу слабо ве слушам, не знам зашто Ние е тоа. одлично ве слушаме, одлично ве слушаме. Е, така. Па, како можело толку 3 години да не се плаќа? Кабе били тие што треба да наплатуват? А? Па како ќе дадат сега пак нови пари? Нели на годишно еднашка се делат, парите се дава за све. И сега пак на ново ќе дават пари. Па и ние да не плаќаме, па нека ни дадат пари да платиме. Па како може би за 2 месеца ако не дадам да ме исклучат? А овие 3 години никој да не влезе тамо. Па кај са тие пари што се определени за таа работа? Па нека провери некој инспекција, тие директори, ќе ги ставија, кај ги ставија? Па како тоа 2 пати ќе плаќаме струја ние на тие предпријатија? Па тој не го дава владата, тоа од нашиот грб. Ќе ни покачат порези на све и еве ти ќе платат па тамо 2 пати. Па што че? Благодарам многу, Баба Роска. 90 секунди измина, внимавајте на тајмерот, тоа важи за сите следни. Се разбира, оној кој што има многу повеќе да каже, нека се обиде повторно. Ке стартуваме и со Твитер заедницата, еве што извадивме како за почеток твит на раскажувачот кој што напиша:
Повеќе од 3 години државни предпријатија не плаќале струја и натепале долг од над 40 милиони евра. И никој не чувствува ниту грам срам, ниту пак одговорност. До кој дередже дојдовме да се доведеме до степен да го исклучат клинички? Ние сме брука од држава. А што мисли следниот гледач ке ни открие во наредните 90 секунди? Добар ден. Да, добар ден. Па еве да ве прашаме прво дали сметките за вода сметате дека не се платени во овие институции? Сметките за вода сигурно не се платени. Како што не се платени струјата, така не е платена ни водата. Прво и основно, јас не го правдувам она што некој не ги плаќа сметките, тоа железница, болницата Септември, клиничкиот центар. Таму постојат директори на административните работи кои што ги работат. Тие директори треба да бидат на некој начин сега земени на одговорност. Зошто? Затоа што не е малку 7 милиони евра некој да стави в джеп. Или за болницата општа во 8 септември. Или 3,5 милиони 4 во железница. Јас би ги замолил владата подхитно тие директори да се земат одговорност и да се спостават менаџери кои што времено ќе извадат таа ситуација од кал, затоа што тие пари не оделе на друго место, оделе во ничии џебови. Затоа јас би ја поздравив владата како што почна секој да го регулира, да ги регулира исто така и клинички центар и 8 септември болницата и железници, а не на некој начин ние само граѓаните да видиме редовни платежи, али институциите да не плаќаат. Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние што се вклучивте во црвена линија. Ако имаме гледач, веднаш преминуваме на вас оглед на тоа што вие имате предност. Добар ден. Добар ден, дали сте ја на линија? Да, вие сте и тоа во црвена линија. Како ги коментирате последните случувања и овие аномни долгови на клинички, железници и многу институции? Мене ме интересира на железници, дали е Макардули директор таму? Продолжете понатам. Па таму е партијски директор од СДСМ, тие е ставен таму за да униште железница, за клинички да го униште, да дојдат прифатни да ги земат тие установи. За тоа се работи. Тие пари кај одат, уливките побити, дела тоа се научени од пред тоа у времето на Бранко Црвенковски, се да ништа, се да продават и на тоа водат они. Само ништо друго не е. Шо направиле до сега они, еве 6 години се. И се, дали ваздухот е потпит, дали некоја институција си плаќа редовно. Ако јас не платам, тоа ќе дојдат да ми испуштат и после камата треба да платам или нов приклучок треба да ставам како наново да уклучувам струја. А Рачиново не плаќа, ни му платиме. Владата, од кај ги наоѓа тие пари владата? Владата од нас ги спира тие пари. За Рачиново да платиме, за другите албанци да платиме, за клинички да платиме, за железнички да платиме, за некои домови што не плаќале да платиме, за судство да платиме, за кој да не платиме. Значи се ни плаќаме тоа. Абе, ваа влада не е погодна за вие работи да ги воде, не е како што треба и треба да си дадат оставки, да има избори и јок да се сторат. Цениме што се вклучивте во црвена линија, уште еднаш ќе подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Исто така и веќе подсетам дека задолжително треба да кликнете и на telma.com.mk за навремено информирање, се разбира, на нашиот портал, меѓу другото и секако да кликнете на оваа вест, каде што, како наслов стои изјавата на министерот Битики, владата не е ниту договорна, ниту облигацијска страна кон ЕВН, и ако ЕВН не го сваќа тоа, тогаш има навистина проблем. Издвојуваме и ова што според него не е вистина дека државните институции со години не плаќале струја, туку како што посочи само имале потешкоти во плаќање заради промената и енергетската криза. Многу повеќе ќе прочитате, ќе ве потсетам доколку кликнете на telma.com.mk. А сега е време за вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Ви благодарам, ве поздравувам. Што мислите, што е направено со парите? Зошто се влезени клинички, железници во вакви долгови? Моето мислење е пред се прво вината е на Евана. Зашто Евана дозволила 3 години да не плати медицински центар таму, да не платат? Знаеме дека со 2 сметки ги исклучуваат.
Зашто они не реагирале на време? Јас не ги правдам менаџерите. Менаџерите се тоа, којот како да не се изразам добронамерни за себе, не за државата. Тие се за себе, за својот джеб. Знаеме, меѓутоа Евана е таа која што требало да ги исклучи. Една сметка, две, три, четврта да исклучи ги и готово. Што доведува ситуација до таква големи сметки, што се однесува до македонски железници. Јас директорот, не знам кој е тамо, му потенцирам сите кривични пријави за тие 11 години додека беше ДПМН е на власт. За нивните директори зашто не ги појавија и зашто не ги процесуира јавните обвинители. Тамо е тој криминал, затоа нема. А овие дека не се способни, не се. Меѓутоа имаше многу кривични пријави во македонски железници, сите раководители има 500.000, 300.000, 1 милион кривични пријави. Нека се процесуираат, тука се парите и за струја и за личен доход. Благодарам и вам за јавувањето. Доколку ве има на 023070005, велиме добро вечер веќе. Добар ден и добро вечер. Добро вечер, добар ден. Па еве според вас, што се случило со парите наменети за сметки за електрична енергија и зошто се волку веројатно се или злоупотребени или се ставени таму кај што требало, сега да речам конкретно за медицинска, за болницата. Ништо чудно поради ковидот тоа да е направено, што не мора да значи, а дека менаџерите не се уки, не би рекла. Може се повеќе уки да влечат за себе, него за тоа што се ставени на таа позиција. Не разбирате? Тие се уки, меѓутоа за собствен, а не за доброто на сите. Може би за тоа вака сметките неплатени. Впрочем, за директорот во железница се кажа дека си купил автомобил за лични потреби на 30.000 евра, а долгот за струја не е битен. Таму ќе интервенира државата. Знаете како, кога зборам општо за сите граѓани во Македонија, за менталитетот, да си направиме добро за себе, а за другите секој нека му мисли. Ние немаме солидарно однесување. И за тоа може би вака доаѓа. Немаме приоритет на работењето. Каде гледате што треба да се направи во корен да се промени? Свеста и совеста и казнивост. Само казнивост. Процентот тие пари, ако се утврди дека тој е виновен, да ги плати тој. Или во затвор. Благодарам многу за јавувањето. Ете, слушате какви размислувања имаат гледачите. Ке потсетам уште една вест која што задолжително треба да ја прочитате многу поопширно на telma.com.mk. Тоа е дека железници транспорт, иако беа исклучени од струја, повторно добија струја, долгот ќе го плати државата по пренамена на средствата. Сега се префрламе повторно на вас. Добро вечер. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Сакам да кажам. Како може државно железници да не плата струја? Ако еден социјалец не плати струја, еден месец, кој исклучат прес? Исклучат. А они, државни институции, општини, нема што нема. Кај? Па каде са пари да ги бе? Сега имаме најспособна власт. Сега ги покрие. Пари се кај них, они ги покрие. Само да парите. Они се кај них, ти ги покрие. Нето. Тоа е за чудо. За чудо. Дај, убава, треба да направиме. Дај не убава да направиме. Според вас какво решение треба да... Какви работи треба да се превземат? Много те само слушам. Само те слушам. Како да се решат ваквите проблеми да не се повторуваат во иднина? Само те слушам. Добро, продолжете. Гледачот најверојатно се исклучи. Како и да е, одиме понатаму, еве сакаме да слушнеме всушност каде го гледате проблемот, каде завршуваат тие пари, зашто некој рекол дека може би се пренаменети за некои други работи кои што всушност биле во тој момент приоритет. Ке видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Здраво. Здраво.
Следниот ќе каже реалноста и каде е проблемот, каде се парите. Повелете. Парите се во тие партиски работни места, не од вишок, 3 пати од повеќе од секоја нормална држава. А парите ќе врати партијата на власт. 3 години назад се должи. СДС. Чисто. Не Деуи. СДС. Никако Дуи. Зашто Дуи му дозволија да ја диктира, да го покрива либи да е за финансискиот геноцид. Дуи. Албанците, сите албанци. Мислам партиите. Не албанците како народ. Кога се изврши финансискиот геноцид после приватизацијата, последица е све. Добре, како може да се реши ова да не се повторува никогаш повеќе? Ќе се реши Америка, никако да се откажи. Најдемократската држава во светот, да не само да направи листа, судот да го среди, да има страфотказливост, да има нормален суд. Како Хрватска, не мора повеќе. Како Хрватска, доволно. Значи, нормален суд, страфотказливост, се ќе се среди. И бројчаникот да врти. Зошто ги донесофе на власт овие СДС? Никако не му додавам. Заради бројчаникот да вратат пари, казливост, конфискација. Тоа е основа. Тоа е патриотизам. После тоа ќе има патриоти. Сега има привидно патриоти дел. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Ало. Ве слушаме одлично. Повелете. Да, добар ден. Добар ден. Јас сакам да го прашам премиеро со каков образ излегува и кажува дека тие ќе ги плата сметките на Евана, на не знам кој. А зошто на тие што земаме 10.000 пензија не сака нас да не ги плата? Со кој пари ние да живееме и да не смееме две сметки да не платиме? Додека постоја рани во Македонија, држава нема да има. Безобразлук невиден. А рани невидени. Не да дојде од Америка, не знам од каде да дојде овие крапци, никој не може да ги поништи. Според вас, кај завршија овие пари? Каде најдоа пренамер? Во џебо кај нив, сигурно некој обичниот народ. Во џебовите на тие што ја вода државата. Кај народот не се. Таму се, ама кој да докажи? Не е глуп народа, ама не може ништо да направи. Според вас, дали на овие менаџерски позиции може би не треба повеќе да се вработуваат политички кадри? Никогаш не треба политички. Никогаш секој сака да зема плата, да работи и да си ја гледа кујчата. А ако не си политички, значи не треба ти да живееш. За срамота со кое лице на телевизија, секоја вечер ги гледаме глупости, само тоа знае да треса, ништо друго. Каде што има пари да се укради? Ништо. Благодарам многу за јавувањето. Сега повторно малку ќе одиме кај твитерџиите. Кашлица има твит на темата, напишал: владата наместо да им го плати долгот на клинички за 3 години, неплаќање струја, може тие наши пари од буџетот да не ги врати, да си платиме приватно здравствено осигурување, затоа што државните здравствени услуги се катастрофални. Што ќе ни каже новиот гледач, ќе дознаеме во наредните 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало, добро вечер, мене добро вечер. Да, вие сте во црвена линија и се надевам дека добро ме слушате. Добро вечер. Јас би сакала да замолам дел од вашиот истражувачки новинарски тим, ако може да испита дали во Синџиров на овие државни институции да влезе и АДГТЦ, пошто денеска беше исклучена струјата на 1 час, каде што од Евана добивме известување дека е поради неплатен долг, а директорот вели дека е поради дефект. Уредно се плаќаат фактурите од собствениците према АДГТЦ, па ако може да се позанимавате и со тоа да се дознае вистината. Ете, регистрирано е за целата јавност, така да се разбира нашите колеги новинари сигурно ќе го слушнат ова од вас во црвена линија. Според вас, каде завршија парите наменети за сметки за струја на клинички железници? Нема што да се одговари, да се коментира на ова, се знае. Значи, кога нешто не е редовно и не се плаќа, значи сигурно по други канали се излеани тие средства.
Според вас, кое решение треба да се направи за да не се повтори ова веќе во иднина? Веројатно да се смени целиот менаџмент, да се стават честни луѓе, меѓутоа пред се и образовани кои што се разбираат во таа проблематика. Не да бидат партиски. Да не бидат партиски. Имате уште малку време, ако е тоа се. Тоа е се, ви благодарам. Во ред, благодарам. Секако останете со нас до крај да слушнете што ќе кажат и наредните гледачи. Добар ден. Здраво. Здраво. Црвена линија. Па, вака ви кажав ја. Значи, парите не се пренаменети во друг правец, што требало стројат да се случи, значи тие наменски пари што да стројат, него тие се ставили во своите джебови. Значи, со благослов на власта. Евана и то така е плеткана у ваква мафијашка интрига, изиграваат трудни пилиња, не наплаќаат, не дојде период за да се наплати, кога се собери поголема сума пара, упрачени се получи 30 милиони евра. И сите државни фирми што се поддржаат на капа, ниједна не плаќа. Проверете, ќе видите, ниједна не плаќа. Ни македонска телевизија. Овие се малку поголемите така и не се вадат, инако никој не плаќа, нити здравственици, нити драгови, никој. Све тоа завршава у джебовите на власта, значи парламентарците исто така, значи ги делат парите меѓу себе, со нивни амин све цело случува. Не е ништо случајно, значи све е намерно. Јас, ако заглавам месец дена, тоа е, во моментот сум финансиски на бандаж, дали да јадам, дали струја да платам, ќе јадам. Ама следниот месец ќе дојдат ќе ми исклучат. Ако не успеам меѓу време се снајдам со пари да платам све ова мафијашка работа, интриги, алаш вериш ситуации, не знам како да кажам, што ова се битанки, ѓубриња невидени, Внимателно со изборот на зборовите, без разлика нормално колкав и да е гневот, ве молам, во црвена линија недопустливо е, тоа е нашата политика, да се користат навредливи зборови, говор на омраза, тоа го знаат сите оние кои што редовно не следат, бидејќи автоматски се вклучува црвената линија. Се можете да кажете и се разбира, само внимавајте на изборот на зборови да не бидат навредливи. Добар ден! Добар ден. Секој добро, намалете го тонот на телевизорот, ве молам, подобро ќе се слушнеме. Ало? Ало? Во црвена линија сте, добар ден. Добар ден. Јас се јавам, работев во буџетска установа, кај што се плаќаше преку буџетот. Така. Ова ќе кажам дека пред да се исплатат средства и тие се работи по контен план. По контниот план, ако исклучи го, и за да се плати, може само средствата што се наменети за тековни трошоци, се има контен план за вода, за струја и за други комунални трошоци. И тие средства се бараат од министерството, од нашето министерство во социјална работа. А каде тогаш завршуваат овие пари кои што се наменати за... Само момент. И тие одат тамо, они ги проверуваат и од тој аспект ги одобруваат. Дали ќе ги одобрат или не, тоа зависи од министерството. А министерството е наша влада, да кажам, кој што ги влечат од буџетот на кој што е предвиден за оваа година. Така да не може да и тие пари, освен за струја на тој контен план што ги бараат, или за вода, или за други, не може да се пренаменат и да се префрлат од други сметки, ако ги нема добиено на средствата на фирмата. Така да, не може некој, како што викат, ги зима за ова, ги зима за она, за коли. Интересно, благодарам што се јавивте. Еве, можеме да ги охрабриме останатите кои што имаат искуство, нормално работно, професионално искуство како овој гледач во вакви институции, па еве да ни откриете како функционирале механизмите. Добар ден за следниот гледач. Ај, добар ден, Тина. Секој добро, црвена линија. Ај, да си ми жива и здрава. Од кај да почне, бе? Од тоа каде се парите? Кој зборуваме за државни установи. Ја ќе почнем прво да ги намалиме работерите. Се што за овие 5 години се влезе на работа на буџетски пари, во државни институции. Да ги намалиме работниците, да ги пратиме дома,
да си одат дека земаат по 70-75% плата, помалку ќе има грејење, помалку ќе има трошење на вода, помалку ќе има на струја. Зашто вака како седиме, сите ќе не внесат дома, да не излагаме од дома. Само да пазариме и дома. И гарант таква ни следи од Свети Никола, тамо до Атанасовден, до Атанасовден, после Водици, дека сите ќе седиме дома, само ќе излегуваме да пазаруеме. Така мене ми доаѓа. Добро, според вас, Иве, треба ли да се престане менаџерските тимови да бидат политички кадри? Како треба да се реши ова, да не се повтори? Како? Со промена на цела власт. На цела власт. И нема мамини мази. Па нема да има мамини мази тогај. Мора да го примиш, иначе владата ќе падне, тоа ќе падне. Па ние тоа го добијаме сега. Гледаш до каде одме, до кое дереđe. Па кажите ми еден македонец во оваа влада, ја се ќе сутепам. Нема потреба да сутепувате. Сега го благодарам што се јавивте и останете да не гледате. Добар ден за новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер веќе, секако. Па да ви кажам, треба да се стават менаџери. Зашто вие сите што се не се менаџери, тие се така наречени менаџери. Значи прав менаџер што знае да работи. Меѓутоа, како можеше Евана да чека 3 години? Значи мене една сметка, ако не платам, ќе ме исклучат. Така да како може 3 години да чека? Ова е договорена работа. Значи Филипче беше министер за здравство. Каде се парите? Милиарда зедола за корона. Каде е парите? Зашто да нема да се исплати? 3 години, па знаете ли што значи 3 години да чекаш да не плаќаш струјата колку пати поскапе и све? Не, ова не можам да свата. Ова е директива од владата. Затоа што тие се сите владини луѓе. Сите директори, менаџери, да не ги набројувам, и министрите владини. Значи на владата и требало пари, па не плаќате, дајте ги вамо парите и кога ќе треба, еве сега. Со кои пари ќе плати сега премиерот? Со парите од народот? Значи, зашо на народот не му намалат струјата? Зашо на народот не дадат некој, еве сега кој е зимно време, да дадат некоја одредена време, да речеме, да не платиме 4-5 месеци, пошто ќе бидат големи сметките, после кога ќе дојде да може човек некако тој што може. Значи ова е невидена кражба, ја до сега овој збор го немам употребено нигдека, меѓутоа ова морам да го кажам, ова е кражба на столетието. Значи 3 години луѓе, па ова Евана ја не знам што прави, па затоа е бомбона бизнис со владата у договор. Благодарам многу за јавувањето. Одеме малку повторно на Твитер. Кармагедон има напишано да беа македонски железници и клинички центар во Рачиново, немаше да имаат проблеми до Ивана. Ама сели мене да ми текнува. Ако клинички работел 3 години без да плаќа струја, сега владата ќе им ја плати, а ако не е здравствено да не плаќаме 3 години и владата да ни плаќа и да им плаќа на тие што се невработени. Повторно со вас. Добро вечер веќе. Добро вечер, убав ден. Убав ден, убаво попладне. Па вака, јас, значи, прво ќе кажам дека менаџери нам не ни требат онакви какви што имавме досега во сите влади. Да речеме пример, да биде ставен министер за здравство, а е правник. Таму треба да се стави, значи, доктор, кој ќе ја разбира работата, кој ќе ја познава проблематиката, да се стави министер за земјоделие, кој што е агроном, но не да се стави министер кој што е економист или не знам што друго, или да речеме било што друго. Затоа нам ни манјка во работењето, затоа што поставуваме луѓе кои што не се соодветни на работните задачи и затоа после тоа, значи, дали ќе немаме пари, дали ќе немаме средства за нормално работење и слично, значи, тука е целата грешка. Ние само сакаме да ги удоволиме партиските барања, да ги удоволиме барањата на некоја си личност која што се умилкува и бара каде што е подобро, каде што може тендерче, мендерче да лапне. Значи, и затоа одиме во оваа насока. Ако сегдека, значи, ставиме соодветни луѓе и сегде да, ако не е со динало, тоа треба да биде систем, конкурс, квалитет. Оно што има најмногу бодови во реагирањето, него да го ставиме да води таа функција на одредено место и тогаш бидете сигурни пари ќе има за све, значи ќе нема недостатоци.
Благодарам многу, ке потсетам за следниот што ќе го вклучиме, внимавајте само на тајмерот. Добро вечер. Добро вечер. Еве, слушнавте досега што се кажа гледачите, кое ќе биде вашето видување? Во програмот сум така? Да, во црвена линија сте, повелете. Само два збора ќе кажам, за овој народ малку е. Вакви овци нема во цел свет, ништо повеќе. Продолжете, имате уште време, еве според вас, каде биле пренаменети парите? Добро, гледачот и самиот си најави дека ќе биде неверојатно кус, имаме и такви гледачи, благодарам и нему за вклучувањето, тогаш се префрламе на нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, црвена линија? Да. Па еве, како ги коментирате овие долгови на клинички, на железници? Гледам тука дека пишува неуки менаџери. Неуки менаџери нема. Меѓутоа, на која страна се наклонети? Значи, тие ако се наклонети према сите да се реални, значи, ќе менаџират убаво. Има една случка кај нас на Квантешки пазар, што вашата телевизија не најде сходно да дојде да направи едно интервју, а трет пат се протестират. Проблемот е со тој исто така менаџер, кој е дојден од Албанија, ми се чини, и дека он менаџира пари да ги земе на нас, земјоделците, трговците, се од наш жеп, а без инвестиција. Значи, он не е лош менаџер, он менаџира за својата компанија многу убаво, него на наша штета. И овие тука што се од институциите менаџерите, тие многу убаво менаџират, ама зависи за чиј джеп. Затоа барам и од вашата телевизија. Како да се искорени тоа да не се случуваат вакви долгови? Да не се случуваат многу лесно е. Да се сопре корупцијата и нема никакви веќе случувања вакви. Народот нека знае дека менаџирањето е добро, ама ако е за сите убаво, а ако е за едната страна не чини. Значи нека соберат памет, нека бидат вредни луѓе, нека менаџират како што треба и се ќе биде во ред. А вака скоро не гледам дека ќе има нешто убаво во наша држава. Убаво е што се вклучивте во црвена линија, останете да не следите, одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Вие сте во црвена линија, ве слушаме, повелете. Добро, сега ова Зоре Прсана од Демирхистар, од Единаковци. Така ги ме слушате? Да, како ги коментирате ваквите големи долгови? Вака ќе ви кажам јас. Пред една предходна влада имав еден проблем со струјата и исклучување. Сите сметки од 2004 година ми беа платени, а дистрибуција мене ми ја исклучи струјата по нивна грешка, не знам дали и грешка. Меѓутоа, јас земјоделец, не можев тутуно да си го нанижам, не можев да си ги направам другите работи, домашните потреби од струјата. Кога појдов Битола во наплатниот пункт, ми рече таму службеникот дека господине треба да ги донесите сметките од 2004 година навака дали ви сите платени. Јас ги носев сите сметки. И му реков, шкрапни на то компјутеро таму, ќе ти кажи. Тој ми рече вака, не донеси ги сметките. А ако не ќе си платиш приклучок. Јас ги извадов сметките од джеп и му ги дадов на господино. И му велам вака, јас да ми дат 6 месеци власт во држава, ќе средам работата. Господино службеник ми рече вака да ми дат мене авион, јас одовде до Сиднеј ќе го отерам, ама не ми дават. Во оваа држава... Благодарам многу за јавувањето. Ке посетам, значи, време трењето е 90 секунди и секако оно што очекуваме од вас да се држите до темата, а темата е клучна. Зборуваме за огромните долгови на клинички и железници, дури железници денес останаа без струја, па повторно добија струја. Институции кои што се витални за животот на луѓето. Каде замина овие пари? Каде беа пренаменети? Што мислите, дали неуки менаџери може би менаџираат со средствата? Тоа е оно што сакаме да слушнеме од вас. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, црвена линија. Лесно е да се најде начин. Кој е начинот? Кој е начинот? Начинот е истиот како во Рачиново. Па
владата ќе изваде пари и ќе ги плате. Оти тие сите грешки се од владата. Нормална работа си и тоа. Но ни не е на прво место, ова е прв пат што ќе дават пари, но дека не треба. Добро, имате уште време, продолжете. Начинот е тај. Секаде кај што е поставена од оваа влада, некој на работно место таква со функција, што може да граднува по нешто, тие си користат таа шанса. Неќе да оставе више пат. Значи, сета работа е у корупцијата. Не е у друг таму. Значи, секаде кај што е поставено на власт што се луѓе, или директори, или не е важно, министри, што и да е било, секој од ние у криминал умеша. Каде гледате чаре да не се повторуваат вакви долги? Чаре, значи што менење на влада, на министри, на се у државата. Во ред, благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме сега со реклами. По рекламата повторно со црвена линија. Сега е време да ги соопштиме и резултатите. Ке потсетам задолжително за следете на Facebook црвена линија, секако Телма профилот на Facebook и Инстаграм црвена линија. А на денешното Инстаграм анкетно прашање дали треба да се престане на менаџерски позиции да се вработуваат партиски кадри, со да одговорија 82%, а со не само 18%. И, драги мои, тука е крајот на ова денешно издание. Утре во петочното издание на Црвена линија ве очекувам повторно. Сигурно ќе имаме жешка тема да ја дискутираме со вас, а до тогаш ве препуштам на програмата на Телма телевизија и да имате убаво неделно попладне. Довидување.